Специјална, различна, ексклузивна. Čisto su pozdrav, ja sam Lazar. Darkome. Lazar, drago mi. Neću da kažem da su Amerikanci malo mekše duše nego mi. Pa ja i Luka smo dosta surovi. Eat, train, sleep, repeat. Moj cilj je da budem na podijumu ove godine. Tako da neću sebe da ograničavam sa top 20, top 15, top 10. Jednostavno mislim da mogu da se takmičim sa bilo kim ove godine. Da jednostavno to su isto ljudi. Krvi i mesa isto kao i mi. Ja želim da budem zapamćen u Srbiji kao neko ko je Маичките одат доста добро и за таа цел се договоривме да воведуваме нови дизајни од време на време. Имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пиреј. Овој што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тој што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Инстаграм профилот на Байкерот и Кросфитерот. Примо предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена мајца при примо предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Дисциплина. Кој сака нови мајци? Нови маички. Иста цена, исто све си знаете, you know the drill. Да, дечки, оваа епизода денес е малку специјална, различна, ексклузивна и нешто што ја и Жане и необична. Нешто што некое време го чекавме двај, се појави како предобра прилика, станува збор за наша еден вид колаборација со Белград Games. Кросфит надпревар што сериозен. Самите дечки имаат визија да стане после Games на Балканот. Кој прати CrossFit, Атин Строудаун, ако знаете што е? Мене они ми личеа дека CrossFit Games па Белград Games. Така ќе оправат. Па и со паричните награди. Така ќе оправат. Семифиналс и Белград Games Ани прв пат, оваа година втор пат, они веќе сакаат Атина да го шуткаат. Што е сериозно, од 2016 јас се такмичев таму. Дали што Саш кратко да објасниш како искочи до Коловов? Ајде. Тие што знаете, си имам такмичено CrossFit порано, сме кажувале на долго и на широко. Сега мене ми стигнува меморандум на пренос од Диар Жарко, Белград Games брендирано. На Инстаграм ми стигнува DM порака. И ја гледам Белград Games, мислев CrossFit ке не канат као клуб. Имаме такмичење, зашто тоа го прават клубови. И го отварам, викам шо е работа, гледам Диар Жарко. Добро. Сакаме те поканиме на тој датум, 6, 7, 8 септември во Белград, на Белград Games да се такмичиш. Ти следува тоа не е важно и ја гледам, викам добро, мене четврток, петок ми стига поракава, не ти ни кажав, но никој не кажав, ама ме обично ги откантувам. Ми помина времето, не сакам да се надпреварува. Првата реакција ти беше, сега не ми се надпреварува. Не ми се надпреварува првата реакција, што ми помина времето. Да. Сега кога највише сакав, никој не ме викаше, сега не сакам, нема вез. Ама ме јадеше црвот, не знам зашо. И Диме стално ми досаѓа сала, зашто ги одуваш тие, за од PR аспект, треба да одиш, треба. Игам ќе ќе опрашам Диме ако он си барав причина, реално. Нешто ми кажуваше дека треба ја да се чујам, не знам зашто, не знам како ти го обяснам. И у понеделник му викам Димче, вака, шо ти нели стално ги одбиваш овие? И он ме гаси. Викам, не да не мислиш ли, па ти помена времето ти. Да, мај сега и не трза, добро, викам на. Ја им пишам без заволе сега, викам. Зијам овакво. Здраво, момци, може да ми дадете број. Ја имам еден контрапредлог, у главата ми седеш. Значи тебе ти текнува сега. Текнува ми блиснува, ама идеја. Тебе пак не ти кажувам, на никој не кажувам.
Им пишу. И овие вторник, ми викаат, може, ми праќаат број. Вторник беше, не, понеделник го прашав Диме, у вторник им врати. И демек, може ли после 18 часова се чуем? Одлично, може. Доаѓам дома, видеокол правиме со момците. Ова е директ со организаторите на Белград Да. Games. Милош ми праќа број, еден од организаторите, јас се јавувам на FaceTime, двајцата дечки на FaceTime од канцеларија. Еј, чао Жарко, чао, не се познаваме ние. Слушате, момци, вака и вака, бла, бла, бла. И ми ја кажувам идејата. Идејата е следна. Да, на такмичењето, што е на 6, 7 и 8 септември, јас и ти, како подкаст, дојдеме и дали може да ни овозможат човек на competition floor да снима Пристап на сами на додека луѓе, да, атлетите се такмичат, нас да ни даде на наш човек пристап, да он ги снима како тоа се случува се, а јас се такмичам, нели имам искуство кроз вежбата, и јас и ти, откако ќе заврши ивентот, односно вежбата, добиеме интервју со победникот на истите. Машки и женски. им го предлагаш тоа викам, директ на момци, FaceTime. Вака и вака, да. Пола саат, момците ќе потврдат кога ќе гледат. И они викаат, брате, мени се оваа идеја свиѓа. Викам, видете на арена, тоа е многу сериозно, на телевизија иде кросфит преварување, арена спорт, сите знаете што значи на Балканов, сите можни спортови лиги, иде и ова, директно лайв. Пренесуваат што се случува едно друго. Вика, слушај, нас ни треба некој што ја разбира проблематикава и тематикава како кросфит, ти си од памти веку ова, нема подобро кој да го пренесе, ние сакаме нашава приказна да се пренесе приказнава и да станеме поголеми, да Team Throwdown, станеме, ми кажа со истите зборови, да постанеме центар кросфита на Балкан. И ја му викам, брате, ја контам да сте ви то веќе. Ја така Веќе сваќам. јас ве доживувам како така и се они се смеат како абе не имаме ние уште многу работа. И ја викам традиционалното моје за Србите, вие джамли да има светски прваци ќе станете. Не се бавај се ние да не сме центар на Балканот, се сите услови се има. Добро, и хахара хихири. Слушај, имаме ние контрапредлог. Ајде, ние на 8 Контра. Да, на 8 јуни правиме Значи, чекај. Официјалните Белград Games 3 дена у септември. на нашиот ден на независност на Македонија, 6, 7 и 8 така. септември, денот на независноста. Така почнуваат преговориве Точно. и после некој време они са контра. Да. Ја викам, слушате момци интервју, ово на едно 7 ивента, сигурно ќе има 7 вежби. Ние со 7 луѓе, светски кросфитери, дали е Каравис Грко, дали е Джукич, ќе направиме 10 до 15 минути. Интервју, како се спрема, зашто, како што. Дали бил на Games, како поминал, може би ќе прашаме. И сега тоа се ми е мене у глава. Ој вика, слушај, Жарко, 8 јуни, Белград, дали би можеле да дојдете, ќе правиме лайв анонсмент на квалификационите вежби. Што Што ниту едно такмичење, by the way, не го прави, јас сум се такмичал на многу, има the words are out, бум, Instagram пост, пап, Да. вежби 10, стандарди 10, до тој датум објавете, чао пријатно. Толку. Момците од Белград Games идат next level, како на CrossFit Open, кој прати CrossFit, Да. знаеш што значи тоа? Live announcement. Јако бате против јако бате од Дуел. прошлата сезона, дуел head to head, што вежбата ја дознаваат во тој момент, Да. имаат 8 минути да се загреваат и цел свет, бидејќи Open, ги гледа. Сите пријавени на Белград Games, бидејќи се пријавени, веќе повеќе од 400 луѓе, директно вклучени на YouTube каналот нивни, live announcement, Да. Лазар versus Лука Джукич. Може ја да дам контекст за Лив. Слободно. Колку време пред тоа беше европското? Мојавето се случува во април, by the way. Не, ова анонсментов, Анонсментот е 3 недели точно пред, односно после семифиналсот. Во, ако тоа мисли, на тоа мислиш. бе, Лука дека е, ова Лаза дека е европски првак. 3 Добро, недели, е. 3 недели после на семифиналсот е анонсментот се случува. Така, значи, Србиве имаат 3 пати европски шампион Да. у кросфит.
И Што има брат? организаториве што ти си преговараш со нив ти потврдуваат дека на анаунсментот Не ми потврдат, ми кажуваат. ти кажа Јас не знам дека Јас појма не, они ме прашуваа дали би дошле на нас. ние си знаеме кој е Лазар, кој е Лука, ти си ги Јас знаеш. набивам за Лазар. Ко гледаш уживо над преварот ми праќаше инсерти, види ги чудовиштава. Да. И ние знаеме за прваков Србин и ти кажуваат, by the way, ќе биде на анаунсментот Против брат му, против брат му кој што е пети во Европа. пети у Европа. Прошлата година, на првиот ден се разболува и не продолжува на семифиналс. Пред прошлата за само 2 поени не се квалификува на CrossFit Games, а таа првата двајцата браќата заедно одат на CrossFit. Одат на Геймс, да. Наредната Лазар освојува прв во Европа, брат му за 2 поена, не може да се израдува на раат. Нормално му е брат криво. Наредна Лазар освојува повторно семифиналс во Европа, Лука се разболува, пак пиздарија, пак не е тоа приказната, не е комплетна. By the way, Лазар освоја 8 место на планетата лани. На светот е 8 Yep. Лазар Джукич. Ја. И годинава семифиналс Лазар трет пат поред освојува, а Лука е 5-то место. А одат 10 понатака. И која ги најавуваат, односно 5-то место Лука Джукич и само, знаеш, емотивен момент, плаче, брат му го гушка тука, срекни дека заедно после 4 години се враќаат на CrossFit Games. Сега, тие момци, тие двајца, си се у Белград на најавата. announcement, brother versus brother, head to head, live announcement за квалификации Белград Games. И ми вика дали би дошле ти вие тогаш. Ја викам, па брате, ако ни даете интервју со Лазар и Лука, со Лазар или Лука, Или ако може со двајцата, му викам, ово ќе биде out of this world, нереално и би бил вечно благодарен. И се гледа, вика, па брате, што да не е, као. И ја као, добро. И добро, ајде, супер, фала. И да, добро. Ќе дојде. сега да не откриваме премногу. Тука Ама денешнава епизода е тоа. нашиот пат на анаунсментот во Белгија. Ја и Жаре вон себе идеме и присуствуваме на тој настан. Кај што by the way до задње не знаеме дали ќе ги интервјурам. Да. Нема потврда од браќата. ама важно- Те викаат да, Ние си се видовме со организаторите, многу супер дечки, двајцата, Кулникови, топ, огромна Нема. визија, значи тоа организација, настанот, без збор. Кажи колку се чудеше за анаунсмент, колку организација има. За мочана вежба да се направи. За едно дуелче и една Во вежбичка сала? у сала Не и венју. и не може да се замисли што ќе биде Белград Геймс, тоа е Олимпијада, човеч. Олимпијада. Олимпијада. CrossFit Games ке. Ни покажуваа нешто видео од лани како било, Да. и оваа година дупло појако ќе оправиле човече. Ама битно да напоменеме дека ова е колап Да. меѓу нас и нив, Белград Games. и сакаме на сите заинтересирани од Македонија дека имаат уште колку време Уште беше. 2 недели по објавувањето на оваа епизода има уште точно 2 недели да се пријават за Значи, квалификација. дечки, сите кросфитери у Македонија, Ако се мотивирате од епизодава, ќе бидат Лазар, ако Лука се и иде многу на Games атлети. светски настан, Светски. на светски настан, имате уште 2 недели фора, пријавете си се. За квалификација. 6, 7, 8 септември, Ако се ако се квалификувате, квалификуваш, да. ќе се такмичите во Да. Белград. Значи ќе биде Каравис, што е грк, премногу јак, Лазар, Лука Джукич, уште едниот грк, Да. заборив како се вика, женски Games атлетс, Masters Games атлетс, има Да. преку двоцифрен број на CrossFit Games атлетс. By the way, Лазар и Лука ќе бидат свежо после CrossFit Вежо Games, од Games дојдени. као месец дена свежо. Така. Така што сега Тргнуваме следи, Белград на видеото. сега следи нашиот пат таму, нашето искуство, огромна благодарност и за нашиот што е младен продуцент, технички директор, видео инженер, Еден за тројца. аудио инженер, значи човекот беше маестро таму. Самите видеа зборат за работата, ќе видите. Ужба преубава, ден преубав, екскурзија преубава, мене Уживајте. фала ти Жаре што ми го пружи ова. Ја не сум кросфитер, иако
почитувам многу, ама ова беше настан што ќе ми остане, ми вреди многу што се случи да оти. И уште една работа, Што? може пак зборовите да ти се позлатат светски шампиони. Има еден интересен момент во интервјуто, во видеото што следи, изгледате нашата репортажа од Покрај Гого може уште еден светски шампион. Белград. Уживајте во видеото. Čisto pozdrav, ja sam Lazar. Darkome. Lazar, drago mi. Jel znamo ko će gde ili? Biker ili crossfitter. Aha. Biker, road bike, mountain bike ili... Road biker. Aha. I evo ga, Ja sam ti profesionalac. i on ti je više... Sad više road biker nego crossfitter. Здраво, момци, kad ste na semifinalu прогласивали победнике. Ти си рекол да само ти Лазар знате, ти и Лука знате кроз шта е он прошao, да ние sa tobom prošle 2 godine. Pa kroz šta je prolazio Luka? Pa, nije to toliko kroz šta je prolazio kao životno, nego kroz šta je prolazio svaki dan sa mnom u teretani, ja i on smo zajedno trenirali svaki dan. Ja i on ne pratimo isti program i to nam se za sad uvek je išlo dobro, ali zajedno trenirati svaki dan, zajedno provoditi vreme, zajedno sve živo što možete zamisliti, sve smo zajedno radili i na kraju na semifinalsu 2022. godine 3 boda ga je delilo od Gamesa, onda
2023. godine je došao, nažalost, bolestan i povukao se posle prvog eventa i onda ova godina koja je meni 4. godina na Gamesu, a njemu 2. Ja nekako smatram da je on zaslužio da takođe i njemu bude 4. godina, jer ništa manje on nije zaslužio, niti manje trenirao, niti bilo šta, bukvalno sve je bilo identično i jednako i eto, na to sam mislio kada sam rekao da znam kroz šta je prolazio. Tako da poprilično sam ponosan na njega što je ove godine dokazao da pripada tamo. Pa i da se konačno obraduješ što treba. A kako je bilo da se vratiš ponovo sa bratom na Gamesu? I kako je osjećaj sa bratom da ideš na CrossFit Games? Meni je bio taj semifinals, da kažemo, više izazovno, ovako mentalno, jer više to se nekako, kao da se napravi neka navika, da je to takmičenje koje ne ide kako treba i onda je teško izaći iz te navike, jer to je malo čudno. Poprilično, da kažem, prethodna sezona je po meni bila najbolja do sada u mojoj karijeri, ali da kažemo taj semifinals je bio nešto na čemu se na kraju nisam ni takmičio, povukao sam se nakon prvog dana i onda nekako je to više bilo da konačno se probije ta, kao da kažemo, mentalna barijera u poslednje 2 godine koja se stvorila, jer je ovo zapravo za mene bio i prvi put da sam se ja kvalifikovao na Games uživo. Moja prva kvalifikacija na Games. Tako je, da. Ne, nego mislim prva kvalifikacija naša je bila, to je bila godina posle COVID-a, to je bila godina kad smo se kvalifikovali, naravno semifinals je bio isti kao i sada, isti koncept, samo što je tada bilo malo, da kažemo, drugačiji sistem sa online kvalifikacijama i opet nije to bilo nešto gde radiš pred 8000 ljudi, gde je toliki pritisak, opet je bilo nešto, mogli su se ponove vodovi ako ne uradiš dobro. Ovo je bilo, da kažemo, malo drugačiji sistem po tome i jednostavno eto da se prebrodi konačno ta neka barijera koju sam sam sebi postavio u prethodne 2 godine i onda, a naravno to da se kvalifikujemo obojica, to je, mislim, san snova. Pogotovo evo na kraju, nakon što se zatvorila, da kažemo, lista svih 40 koji se kvalifikovali, bit ćemo jedina braća na CrossFit Gamesu i... Nema Penčik, nema ovi drugi. Tako je, da, ove godine smo mi jedini, da kažemo, iz iste kuće koji idu na... A kad ste bili prvi, ali bili braća drugi ili nisu? Tada su bili braća Penčik, ja mislim, da. A nije ovaj Skorpio? Tako da, eto, to je opet, ja mislim, jedan veliki uspeh i pogotovo, mislim, ja sam generalno ovako ponosan na obojicu zato što je bila najteža konkurencija do sada ubedljiva u Evropi, do sada mislim da ovako takmičenje nije bilo nikada u bilo kojoj, da kažemo, eri semifinalsa, regionalsa, bilo sanctionalsa, mislim da u Evropi do sada nije bilo organizovano takmičenje s jačom konkurencijom i da na sve to mi obojica budemo u top 5. Za dlaku nije i treći Srbin otišao. Da, tako je. Da, nažalost, Luka. Nažalost, da. Odakle se on pojavio, dečko? Pa mi njega znamo, je naš drugar, nekad čak i treniramo zajedno. Dečko, od kad sam ja počeo sa takmičenjem, on je već bio tu. On je počeo da trenira sa, recimo, 11 godina, je nabacivao 100 kila, nešto neverovatno. I on je tu bio uvek korak uz nas i svake godine mu je malo fajlo, 2022. malo, 2023. malo, 2024. malo, tako da to će jedne godine kao i Luki da se očepi i da prođe ta što ti kažeš kletva, tako da ga očekujemo sledeće godine. Da, ja mislim isto da je to jednostavno više što se tiče njega, možda ta mentalna barijera isto kao što sam ja, da kažem, imam možda slično, otprilike znam kako je, ali on isto mlad, Luka je 99. godišta, godinu 6 meseci, mislim da ili godinu dana je mlađi od mene, to je još uvek jako mlad, videli ste u Evropi je, da kažemo, taj neka zlatne godine su posle 25. ja bih rekao da kreće, da kažemo, taj najjača forma, što vidimo i po Lazaru poslednje 3 godine, tako da mislim da će to jednostavno da dođe, jednostavno samo treba trenirati
svako takmičenje treba uzeti i napraviti. Ali dobro, ove nove generacije više uzimaju, kao što kažeš, od 11 godina. Ja sam počeo, brate, 21, pa na 24 sam bacao 100 kila, ovo je na 11 kad počne, tako da to je to. A vi, znam da si ti išao kod Froninga da treniraš. Aj malo priče o tome kako je Rich Froning, kakav kao čovjek pred svega i šta si naučio od njega. Rich je iskreno neverovatan čovjek, neverovatan ambasador CrossFita, neverovatno ljubazan, gostoprimljiv, jako velika legenda. Iako je on, možemo da raspravljamo da li je najveći svih vremena u CrossFitu ili nije, ali definitivno čovjek koji je podigao CrossFit na novi nivo. Posle njega više niko nije mogao da se bavi CrossFitom kao nešto sporedno. Ali on je ufatio od one ere kad je došao Reebok, baš je u Golden Era ušao. On je napravio CrossFit to što jeste danas, realno. I da, ja sam posle svoje prve godine na CrossFit Gamesu, posle 2021. odlučio se pridružim Mayhem CrossFitu. Programingu, tako je. Kao ti, Guillermo iz Brazila, takvi... Posle te godine su napravili taj neki zaseban program koji se zvao Mayhem ID, ili danas se zove Mayhem, ne znam, personal, ne, tako nešto. Kao tvoje lične slabosti targetiraju. Tako je. I 2 godine sam proveo sa njima, iskreno mislim da sam iskoristio pun potencijal toga što oni mogu da mi pruže. I sada sam se vratio svom prvom treneru koji me kvalifikovao na CrossFit Games. Je Srbin neki? Grk, iz ATP Lab programinga. I sada sam s njim jer koliko god Mayhem bio dobar, ne nude totalno 1 na 1 coaching. Moj trener je tad imao 10 drugih atleta i iako je on profesionalan trener i Jel ovo je Facundo, šta radi on? Da, Facundo, nije mogao da se posveti toliko svakome. I ja sam odlučio da ako ja želim da budem najbolji, ja želim da meni treba neko ko je 24 sata dostupan meni. I to je bila moja odluka, zbog toga sam se vratio. Da se vratim na temu Richa, neverovatan čovek koji, kao kada bih ja sad gledao nekog početnika, tako on gleda nas koji smo na Gamesu i zapaža detalje koje dok mi radimo vodove ili bilo šta lifting, i onda kad mi završimo to ona priđe i kaže sledeći put obrati pažnju na to, sledeći put obrati pažnju na to, možda to nisi sad radio kako treba, sledeći put uradi ovako. I stvarno, iskreno najveći, najbolji savjet koji mi je dao je bio za moj najveći weakness handstand push-up na paralecima gde sam ja radio uvek široko. On je rekao, on je prišao meni i rekao gurni me. I ja ga gurnem ovako. I on kaže, iz koje pozicije si me gurnao? Ja kažem ovako, kažem, pa tako radi paralet handstand push-up. I od tada su se meni paralet handstand push-up popravili, sigurno 20-30%. Tako da... Da li ste ušli u kontakt redovno? Da, ja sam, kada sam putovao u Cookville, trenirao kod njega u Barnu. Onaj popularni YouTube što da, to je meka crossfita što se kaže. Energija je druga. Kada hoćeš da se pridružiš Mayhemu, realno je da Rich mora da te oceni da li si ti pogodan za ekipu. I onda dođeš kod njega u Barni, krećeš trening, 3 sata rokanje. I onda kaže dobar si ili nisi dobar. Koliko dnevno treniraju ti ljudi? Koja je razlika kad treniraš tamo i kad treniraš kući? Iskreno, ja i Luka mislim da smo malo drugačiji od svih ostalih. Ja mislim da ja i Luka najviše treniramo. Da sam ja video bilo gde. I
Po intenzitetu, i po intenzitetu i po volumenu i po disciplini spavanja i disciplini hrane i mislim da to nas odvaja od svih ostalih. Mayhem je ekstra, ali neću da kažem da su Amerikanci malo mekše duše nego mi. Pa malo su. Njima treba i odmori da se druže i u bioskop i na kafe i tako. A ja i Luka smo dosta surovi, to je eat, train, sleep, repeat. To je to. Jel si ti radio isto Mayhem? Ne, ja nisam. Što mislim da si sam je išao Lazar. Da, ja nisam radio Mayhem nikad. Ti si paralelno s ovim Grkom ili nešto drugo? Ne, ja sam imao, nikad nismo radili, jedno možda smo radili program isti mesec dana i videli smo da to ne ide. Nikad nismo radili isti program i mislim da nam za sada dobro je išlo, da kažem, nikad se u tome nismo preklapali, mislim da je to uvijek bila dobra ideja da se programi rade odvojeno. Gde si ti trenirao, izvini? Pa ja sam, moj trener, tačnije kad sam počeo, radio sam s trenerom iz Nemačke i do sada je 2 programa, radio sam Misfit Athletics, to je bilo, oni su isto bili u Americi, bio sam jedan na pripremama u Portlandu i sada radim sa trenerom isto iz Amerike, iz Las Vegasa. Ali treniraš u Srbiji? Kod kuće, da, u Srbiji. Gde si ti iz Srbije, nisi iz Beograda? Ne. Mi smo iz Temerina, blizu Novog Sada. Bravo. Pogore. Lepo. Sever. Da, na sever. Pa top, bravo. Koje su ambicije ove godine? Pa, na tabli su napisani ciljevi u teretani. Moj cilj je da budem... koje ostaviti u teretani. Moj cilj je da budem na podijumu ove godine. Što mislim da je realan cilj s obzirom da prošle 3 godine sam bio za redom top 10 na Gamesu. Prošle godine sad je to šta bi bilo kad bi bilo, ali da ako izbacimo taj event gde sam pao sa bicikla i sudario se sa Justinom Medirosom, da se samo taj event izbaci, ja sam 5. na Gamesu. A šta je bilo ono sa krugom što je... I to pred prošle godine? Mene ta prati kletva prvog eventa gde... Ja sam mi fanal, sam ovdje probio što se... 2022. sam promašio krug na biciklu, 2023. sam sudario. Pa sudija nam je otvorio kapiju koja je bila zatvorena i onda nismo znali šta. Taj event smo gledali kod nas u salu, zašto je bio prvi Games i ide ono na kompjuter, mi radimo i ja kažem, evo Lazar, prvi čovječ, i završi ti i posle nešto, kažem opet komplikacija, jebi ga. A на кој Games беше она случката со Рибок патиките? Sa Patrick Melnerom. Кој Games беше тоа? 2021. Pojasni malo šta je. Moj prvi Games 2021. No Bull je postao sponsor. No Bull je postao sponsor, Reebok je izašao iz priče, ali je Reebok napravio takvu ponudu da ako nosiš Reebok patike i osvojiš event, dobiješ $10,000. A 10, ja rekao 5? 10. I ja sam blefirao i rekao Velneru... A bila to u bar trčanje nekada dolarala? To je uveče bilo i ja sam njemu rekao, pošto je on tad bio sponzorisan od Reeboka, ja sam mu rekao, sredi mi patike, sutra ću da osvojim prvi event. I on kao, dogovoreno. I ujutru pre nego što ćemo, možda se Luka seća, mi smo išli nekim Uberom do stadiona i bukvalno dolazi momak i daje mi patike za trčanje i patike za trening. Postavljate Velnera. I ja kao, dobro, i prvi put obujem patike za trčanje, što se ne radi. I osvojim event u njima. Što je totalno bilo, kao, totalno sam izblefirao da ću da ga pobedim i pobedim ga. Ja rekao, pa znao si da će ovo dobiti. Karijera je pred vas. Ima on jednu tezu za tebe. Окей си, да. Ти си можда помлад од, мислам, си помлад, 3 години, има уште кариера пред вас. Нешто у твојот поглед ми кажува дека те чека подиум у наредни години. Ja sam sebi rekao kada sam se prvi put kvalifikao na Games, ja sam prvi put kvalifikao na Games sa 22. I Fraser je bio na svom prvom Gamesu s 24. Ja sam rekao da je meni cilj da pobedim njegovo što je on zacrtao, on je bio 24 godine na podijumu i eto na kraju nisam uspeo to da ispunim jer sam prethodne 2 godine nisam bio na Gamesu.
Tako da je meni cilj ove godine da imao sam neke ciljeve za 2022. za 2023. na Gamesu, koje se nisu ni desile zato što nisam bio tada na Gamesu, tako da neću sebe da ograničavam sa top 20, top 15, top 10. Jednostavno mislim da mogu da se takmičim sa bilo kim ove godine, sledeće. To je upravo pokazao. Tako je. Ove godine, sledeće godine koje dolaze, to je pre možda bilo, sećam se prve godine kad sam otišao na Games, to je bilo wow, evo Prvo je ga doživljaj. Pikovski, wow, evo ga Velner, sada jednostavno to su isto ljudi. Od krvi i mesa isto kao i mi, idemo da se takmičimo ove godine i Isto im mislim je da... Čukić, evo sad se... Tako je. Mislim da, eto, da kažemo da će ova godina biti jedan dobar setup za narednih Tako je. 5. Pa ajde, koje bratski podium. Karijera je pred vas. Kakvo nasledstvo sakate da ostavite? Legacy. Pa, iskreno ja želim da budem zapamćen u Srbiji kao neko ko je raskrčio put svima ostalima i da kažu on je to prvi uradio, znači da to možemo i mi. I to je, eto, počeo sam sa mojim bratom, tako da za sad nas dvojica krčimo put i nadam se da ćemo uskoro vidjeti neku novu mladu nadu koja će da nas nasledi možda. Ti si Novak Đoković u CrossFit vodama. Pa, nadam se. Brake, sve najdobro. Hvala vam. Hvala. Hvala vam mnogo. I kako ti беше со европски шампион во CrossFit? Да си правиш муабет, али знаеш што ме интересира? Со погледот со Лука. Да. Ти се сеќаваш како се поклопија со Фрейзер, муабетите што ми избереш? Да. Па дој за контекст, Томе ми вика, остај Лазар е супер, нема збор, значи шампион. Европскиот шампион. Европскиот шампион, постариот, тој што седи до мене на видеото, плавата мајца. Тој познатиот брат. Лука, другого бате до Томе што седи, е помалиот негов брат. И Томе има теорија дека тој ќе биде шампион. И колко прашував сега, И што видовте. со Фрейзер го спореди и он сам кажа Да. на Фрейзер целите една друга. Да. Поглед, Тоа што, импресии. значи, доаѓаме ние таму, Зашо мислиш уствари, да, тоа не те... да тоа што уште дур се загрева. Што пример? Лазар ми беше другар од мало. Толку е некако скромен, знаеш, они се чудовиште и двајцата. Значи, Колкави су живо, кажи нереално. бутот само на Лазар кој го И мене ме заеба, човеч. Чувството. Ја мислев дека имам бутови, не. Си правевме тука колку кила има бе, горила бе, жив мускул. Сотка. Отка има сигурно. Значи, окей, и плюс знаеш, доаѓаш со некоја позадина. Значи, доаѓаш со некоја позадина информираност, окей, гледам европски првак. И сакаш да видиш, што е толку чудовиште човеков, сваѓаш, и окей. Од една страна гледаш дека е горило, ама од друга страна однесувањето, ликот, така некако муабетите, и што се шуњаше тука со другиве. Лабав. Многу лабав. Како ја зашо најти прокажи скокни на висок. И знаеш, често што го слушаме за такви вистински шампиони, кој ќе се запознаеш, сваќаш дека сите сме исти. Down to earth. Тие си Нема его, не глуми лука, Нема его. нема звезда, нема шампион. нормален у наводници обичен човек. И тоа некако не знам, го увидов тоа. Да бе, окей, шампион, јак, многу ово оно, ама некако ви го ко нормален бе, ко другар од мало. Ама брат му од прва не знам зашто бе човек различно ми у очите различен ми беше. Не гледа исто, како да пола е тука, пола не е тука. И таков некој убица поглед имаш. Мено на мишен. Баш така. Му се гледаше тоа дека е на мисија некоја.
И Лазаре. Ама Лазаре, твое има, тој значи, на интервјуто го увидов. да, мене на Мишен и на има нешто да докаже. Не докажане. Помал, брате. Сваќаш, не е онакво докажување види го, се осеќа дека е усенка на брат. Не е такво. Не е такво, него ми го гледате, чекај мене да ме види. Фрейзер, сега ќе виж. Не сте виделе уште, ако на брат ми се палите, чекај ја да доам. Таков ми беше некако. Да, чекај моите 5 минути. Чекај ја да доам. Како Серена Вилиамс кога ја спремаат од топ да И испукаат. тоа, не знам поише како ти доам, мене тоа ја Таа ти реков- величина. и дур седевме, ја ти реков, ја ќе му кажам на човекот, ќе му го кажам овој кој што видовте, by the way не гледате на видеото, ама они као за моца стана да си одат. Да, ја му викам, ајде момци ви следи вежба, Да, ама Лука одма. Ама завршиме он тук. пола не беше тука бе човек, он со микрофонот у рака веќе Мгм. беше. Ја не знам од кај ми сила да му кажам чекај, Само што- си го допрашам и човекот. он добро, нема проблем. И вие ја потврди тезата. Сам го спомна Фрейзер. Уште на 22 он тоа го сакал бе. Фрейзер на 24 и ја на 24. Ама ете штета не бил. Не Добро, сега на Оно. 25. Така да мојата прогноза е Ако тоа. му се погоди бе 98 е. Сега е му е се 24 сезона, ама му е 24. 26 е. 98 е роден. па, 26 години има. А, 6 години има. математиката. Он на 22 идат на Games валја. На На 23 идат, мислам Така, 24, не. 25 Да. не се и 26. па, па, да, три да, пати, да, на три пати 26. не иде или така. Да. Тоа е мојавето, импресии, не знам, ја преубав ден ми беше тоа. Шампиони, многу добри момци, нема лош збор, нема глумење, нема ништо, значи ја бев у паника, што ти зборев? Ако снимиме, ако цел не можев сам да си, ако кажев ке, као малер да ќе направам. Чекај, морам и вака јавно и тебе да ти, мислам, тебе ти кажав, ама и пред сите сега ќе кажам, ти мене ми беше многу манга. Значи си дое спремен, ај што дое спремен, нормално, тоа не ни очекував помалце, тоа е спремен, не знам, 100 прашања таму, 20 имаше и на 4 падна. ама нели кој што доовме на лице место, видовме, ни кажа и знаеш и организаториве како ќе биде вежба, па друга вежба по оно и некако сваќаме дека баш ова и да добиеме ние шанса за интервју, нема да биде ова саат време добиеш. подкаст да си правиме и почињаме да правиме еден ревју на прашањава. И ти фино лепо без никаква приврзаност, дека Е, нормално. ќе купиш сега не знам. Да. Бум, удри филтер, еве ги 5 што мора да ги прашам. И одлично, концептот ти беше супер. И сега, ти тврдиш дека си се осеќал, како беше, starstruck, како да го преведем тоа? Така, као сега ги гледам тука се, знаеш, као Лазар ми... Да, Као Лазар Джукич ова. да, као онака, како ќе видиш некој... У мојот Избо. свете има и презиме, разбираш. Он е помал од мене, ја него идолизам, ја кога сум се така мислам, он не постоел. Да, Ама искача Србин, што се држи на други, ја по дефолт си се со балканците. а бе звезда е човекот. Апсолутно. Како те звезда? Ама јас кога излезе прв пат зборам уште. Аха, И сега иде на Games. И викам, ајде, Србин на Games. Еве, нормално. Значи, нов спорт, за 10 години Србин Нормално. нема, нормално. се знае. Нема тоа нереално. И го гледам Лазар Джукич. Не е бе жива сила. Нема тоа, ово е Фрейзер, ово е не. И со Патрик Велнер приказната, што ја кажува овакво. Значи, он нема тоа на Велнер да му се туфка дали ќе му побара. Па брат, мислам ќе ја тепам вежбала, дај ми патики рибок. Да. Дава $10,000. Так. Звер. И нели каже и они, па како е првата година на Games. Па вика ги гледаш Велнер Фикауски и после саѓаш дека се... И ја му реков, исто ко вас, ко Джуки. Мојавето ми беше дека ти тврдиш, мислам, ти си се Ја од внатре ми Ти си се осекал така, ама јас седам од оваа страна и те гледам тебе, мојот впечаток беше, значи, горд бев на тебе. Озбилно ти кажам, горд бев на тебе, оти твојата енергија беше
I'm the coach. Онака, знам се што може да се знае и вие сте нормални луѓе Историјата. со апсолутна почит Да, секој. и за времето и за нивната не знам вољност да седнат со македонци на интервју. Со Ама- бајкерот и кросфитерот Скопје, што сме ни? Нула не ти се примети, не знам, тремали, не знам што било тоа, Што себе умирав, ама се. што било тоа у себе, ама ја морав да се присилам, да се уклучам уопште у муабетот, да не искочи дека седам ко статива. Искрено ти кажам, ја можев комотно да си го преседам цело интервју Ја и да знаеш си го како уживам. ја у исто време ми помина за секунда и траеше 1 саат. Тоа го зборевме на патот назад. назад. Нормално 4 сата од Белград до Скопје, глави не ни експлодира. И тој впечаток го делиме и двајцата. Летна вака, ама у исто време у 20 минути толку содржина излезе. Белки ќе потврдите се, а и вие, драги наши гледачи. Ама тоа се некако импресиите, преубав ден. И сега едва чекам септември. Да, сега Тек- више тек имаме стека. тоа, да, како Тек сега у септември. Па Да не забораваме уште еднаш. Било кој од нашава драга Македонија, ако сакате на светски настан кросфит надпревар, имате уште некое време, пријавувајте се. И огромна благодарност до дечките од Белград Games. Фала многу. Се гледаме наскоро. Дисциплина. Кој Нови- сака нови мајци? Нови мајчки. Иста цена, исто све си знаете, you know the drill. Да. Ајде, чао. Ајде чу.